Почитувани, оваа влада, која влада на пропаста на македонското здравство, на која и починаа најмногу родилки во историјата на Македонија, денес, предизборно, сакаше да ја пушти недоизградената и полупразна клиника за гинекологија. 3 дена на медиумите одеше реклама, платена со народни пари за отворење на клиниката. Но денес нема да го гледаме веќе познатото сеќање на Лентина Груевски, затоа што откажа лифтовите на се уште неотворената клиника. Има ли поголем доказ за дното кое го допре македонското здравство? Вчера до досна во ноќта, на очиглед на пациентите и вработените од сите околни клиники, се асфалтираше, се редаа плочки, фушерски, онака како и се друго што сработија во овој мандат. А вработените пренесуваа стари кревети и инвентар од старата во новата зграда на клиниката, сакајки со нешто да ја наполнат. Ниту се знае каква опрема е однесена во новата зграда, ниту пак има листа на услуги која пациентите ќе ја добиваат таму. Не се знае дали ќе може да функционираат операционите сали, ниту дали ќе се вршат породувања. Најстрашно од се е што не се знае ниту дали има технички прием на зградата и која институција го направила истото. Оваа болница, која 5 години ја доградува Груевски и сега недоправена сака да ја отвори, е доказ таа за него не е ништо повеќе вредна од спомениците на Скопје 2014. За Груевски најважно од се не е здравјето на пациентите, туку да се слика пред камерите и да го шири својот виртуелен свет на лаги пред граѓаните. Да подсетиме само дека ова е владата која го уништи клиничкиот центар, ги избрка стручњаците од јавното здравство, кој своето чаре го побара во приватните болници, за да не бидат изложени на постојаниот мобинг на партиските директори. Ова е владата која ги остави болните 3 месеци без лекови. Оваа влада ги намали платите на здравствените работници преку скандалозен притисок врз синдикатот, а сега пред избори им ветува брдо и долини само за да им се замачкат очите. Ги вгнездија партиските војници во јавното здравство над 6000 за 5 години, а врвен дострел на владата беа двојните директори и многуте управни одбори повторно за задоволување на собствените партиски паразити. Само за консултантски услуги во здравството потрошија милиони евра, а резултатите се катастрофални. Народот вели, полошо никогаш не бил. Од реновирањето на болниците помпесно најавувано, зашто владата се задолжи во странски банки, добивме само алаш вераш реконструкција на кровови на амбуланти, кои на првиот ветар паѓаат, а на помал дожд прокиснуваат. Од медицинската опрема, бомбастично најавувана, која требаше да вреди 60 милиони евра, па порасна на 100 милиони евра, а ќе ја платат граѓаните од народните пари и идната влада, која ќе се формира по изборите, нема ниту трага, ниту глас. Или не е пристигната, или она што е стигнато од опремата скапува по ходниците, бидејќи нема услови за монтирање на истата. Дали се работи за парите, а не за здравјето, господине Груевски? Оваа влада нема никаков кредибилитет повеќе во здравството. Господине Груевски и Османи, вашиот брак од интерес заврши. Време е за пакување на куферите и чистење на канцелариите.